Алексис Ципрас, лидерот на грчката крајно-десничарска партија Сириза, по вчерашната изборна победа објави дека неговата земја го остава зад себе катастрофалното штедење. Сириза победи пред конзервативците на премиерот Самарас. На трето место е неонацистичката Златна Зора. Ципрас вети дека ќе стави крај на петгодишното понижување и болка на кој била присилена Грција поради меѓународниот план за спасување од банкрот во 2010 година. Пресудата на нашиот народ значи дека тројката е завршена работа, изјави Ципрас, мислејќи на грчките главни кредитори, Европската унија, Меѓународниот монетарен фонд и Европската централна банка. Сепак Ципрас, како да ја омекна неговата претходна реторика и сега наместо заканите за кинење на финансиските договори со тројката, изјави дека ќе работи со меѓународните кредитори за остварлив договор околу отплатата на долгот. Ципрас сака повторно да преговара за долгот од 318 милиарди евра и најави крај на непопуларните остри мерки за штедење кои се поврзани со меѓународниот спасувачки план. Невработеноста во Грција е околу 25%, економијата е во рецесија од почетокот на кризата во еврозоната. Премиерот во заминување Андони Самарас му честиташе на Ципрас за победата. Ја предавам земјата која е дел од Европската унија и еврото. За доброто на оваа земја се надевам дека следната влада ќе го зачува она што е постигнато, изјави Самарас. Британскиот премиер Дејвид Камерон оцени дека победата на Сириза ќе предизвика известна економска несигурност во Европа. Францускиот председател Франсоа Оланд пак ја изрази својата желба за продолжување на соработката меѓу двете земји за поголем раст и стабилност на еврозоната. Германија останува загрижена поради намерата на Сириза повторно да преговара за условите на планот за спасување на грчката економија. Имено според Берлин, тоа ќе ги охрабри и другите членки на Унијата да бараат повторно преговарање за нивните договори. 40-годишниот Ципрас ќе биде најмладиот премиер на Грција во изминативе 150 години, човек кој според проценките на аналитичарите и носи надеж на европската левица, чии многубројни представници дојдоа во Атина за да присуствуваат на неговиот успех. Тој не е од некоја од политичките династии во Грција и за разлика од повеќето грчки водечки политички личности, на врвот доаѓа како борбен активист. Негов идол е Че Гевара и тоа јасно го покажа кога неговиот син го крсти Орфеј Ернесто. Роден е во Атина, каде што дипломирал градежништво на Политехничкото училиште, традиционално место на студентски протести. По приемот во комунистичката младина на Грција и се придружува на малата партија Еврокомунисти Синас Писмос, која во 2008 година прераснува во Сириза. На изборите во 2012 година е втора по Нова демократија, а победува на ланските избори за Европарламентот. Од тогаш лидерот на Сириза, Ципрас, според посматрачите, го подобрил и својот меѓународен имидж.